Почитувани граѓани, колеги пратеници. Веќе четврти ден на оваа говорница се дебатира за буџетот на Република Македонија како најважен финансиски документ, односно инструмент за спроведување на сите политики на оваа власт. Од она што може да се види, гледам дека вие, господа, сте одлучиле да браните нешто што во суштина е неодбранливо. Одлучивте да продолжите да давате поддршка на една корумпирана влада, која се повеќе од година на година ја уништува македонската економија. Влада која ја направи оваа земја лидер по сиромаштија во Европа. Влада која направи повеќе од 180.000 семејства да живеат со помалку од 40 денари дневно. Сакате се уште да верувате во бајките кои што ги пласира министерот Ставревски по примерот на Марија Антоанета и да дели чоколада во услови кога граѓаните немаат пари ниту за леп. Наместо доблесно, после се што беше објавено во вистината за Македонија, овај министер да си поднесе оставка, тој денес без трошка, срам и доблест предлага нов буџет за 2016 година. Ова е само уште еден буџет кој, како сите претходни 6 години кои ги предлагаше Ставревски, може да донесе само низок економски раст, со кој, според зборовите на Светска банка, ќе ни се потребни неколку децении да го стигнеме нивото на земјите од Европска унија. Буџет кој ќе создаде дополнителен број на сиромашни семејства кои што нема да може да ги платат своите сметки, и буџет кој што ќе создаде нови задолжувања на граѓаните и ќе го подигне растот на јавниот долг. Како и сите претходни буџети предложени од оваа влада, така и овај буџет е направен на нереални основи. Приходната страна е надуена, нереална и владата по ниеден основ не може да собере толку големи приходи и покрај тоа што длабоко задира во џебовите на даночните обврзници, односно на граѓаните и стопенствениците. Дека овај буџет е нереален и тешко остварлив, покажуваат следните факти. Владата планира приходи од над 176 милиарди денари. Колку е тоа неостварливо, покажува податокот дека од 2008 година, од кога Ставревски е министер, вкупните приходи не надминаа повеќе од 146 милиарди денари. И како сега тоа одеднаш 31 милиарда повеќе ќе успее да наполни. Добро се сеќавам на говорот на министерот Ставревски, кој пред неполни 3 месеци, образлужувајќи го предлогот за ребаланс на буџетот, ја воспеваше македонската економија како во првите 7 месеци од годината и високите приходи во буџетот ги истакна како основна причина за ребаланс. Арно, ама има тука нешто што не е логично. Во ребалансот на буџетот, ставката која го прикажува дефицитот е зголемена за околу 2 милиарди денари. И сега се поставува логично прашање. Како тоа при зголемени приходи од планираните се зголемува дефицитот наместо да се намалува? Впрочем, најголема потврда дека буџетот не е во кондиција, туку напротив е во дистрофична состојба, стигна токму од владата. Имено пред неколку месеци владата објави повик за заинтересираност за издавање на нова еврообврзница во висина од половина милиарда евра, според најавите на владата, наменети за буџетска поддршка и рефинансирање на стар долг. Вообичаено, далеку од очите на јавноста, се преговарало со банките кои ќе бараат заинтересирани приватни инвеститори. И се поставува прашање, зошто имаме потреба од задолжување за буџетска поддршка оваа година, кога на крајот на август министерот успеа да ги убеди пратениците од власта дека ребалансот на буџетот се прави поради вишокот на приходи и дека задолжувањето за покривање на дефицитот ќе биде на домашниот финансиски пазар. Зошто има потреба од ново задолжување во буџетот за оваа година,
ако минатата година евроврзницата од половина милиарда евра беше наменета за враќање на стар долг од 150 милиони евра и за покривање на дефицитот од тековната година. Зошто владата, која што во месец април треба да излезе на избори, се задолжува за македонски прилики за баснословна сума во висина од 1/6 од буџетот? Ако за следната година е предвиден дефицит од 300 милиони евра, зошто е потребно задолжување во странство од половина милиарда? Минатата година во јули се задолживме 500 милиони евра, што требаше да бидат доволни за финансирање на буџетските потреби за годинава. Но се потврди стравувањето дека најголем дел се потрошени лани и годинава се задолжуваме за уште половина милиарда. Кој е ефектот на македонската економија што за година и пол се задолжуваме само по основ на евроврзница 1 милиарда евра? Според фискалната стратегија 2005-2017 година, следната година треба да вратиме долг од 330 милиони евра. Зашто ќе се потрошат преостанатите 170 милиони евра од еврообврзницата? Дали се потребни пари да се покријат буџетски дупки кои се кријат од очите на јавноста? Или може би ви текна дека се ближат избори, па ви притребаа средства за предизборна политичка корупција која што ќе ја платиме сите ние? Ако продолжи праксата на владата од оваа година странските долгови да се враќаат од државни резерви, да расте внатрешниот долг, тогаш прашање ќе има ли крај на нашето задолжување и каде одат парите на граѓаните? Кој ќе го плати цехот за неодговорното и недомаќинско однесување на оваа влада? Секако ќе го платиме сите ние и за жал нашите деца и внуци. Да го споменам и катастрофалното потврлање на наплатата на ДДВ, каде до август се собрани 43 милиони евра помалку од планираното. ДДВ е најдобар индикатор како се движи економијата во државата. Со тоа кореспондира и растот на економијата. Оваа година во првите 8 месеци реализирани се 61,4% наплата од планираното. Тоа значи дека економијата има застој, има назадување, нешто не функционира. Впрочем, прашајте ги само трговците и тие најдобро ќе ви кажат колку луѓето имаат пари и колку е нивниот промет. За да биде уште појасно, малку и за најексплоатираната лага со која секој буџет предложен од оваа влада се прогласува за развоен, а тоа е манипулацијата со капиталните инвестиции. Бројките нема да ги зборувам со години наназад, зашто ги каже мојата колешка претходно, само ќе кажам дека кумулативно промашување за 6 години или ако сакате лажна развојна компонента на буџетот изнесува 450 милиони евра. Не се сомневам дека ова ќе се случи оваа година. Само до месец август потфрлување на капиталните трошоци изнесува 4,5 милиарди денари или помалку за 70% од предвиденото. Сепак има нешто што оваа влада го исполнува секогаш. Верувам дека тоа ќе го погодите, се работи за буџетскиот дефицит. За овие 6 години кумулативно владата реализирала дефицит од 92 милиарди денари или околу 1,5 милиарда евра. Секако верувам дека на сите ни е јасно дека секој дефицит значи нов кредит, ново задолжување на граѓаните. Поголем дефицит, поголем јавен долг. И ако веќе се зема кредит, се зема за да се инвестира во нешто што ќе создаде дополнителна вредност. А оваа власт, наместо да инвестира во иднината на македонската економија, во изминатиот период инвестираше во градење на споменици и скулптури, музеи и административни згради и барокни фасади. И бидејќи милувате да се споредувате со СДСМ во времето кога беше на власт, да ве посетам малку. За време на СДСМ капиталните вложувања
каде државата како инвеститор беа покриени од буџетот, а не резултат на зголемен дефицит и ново настанати задолжувања. Дури одредени години имаше и буџетски суфицит, што покажува добра структура и стратегија на таа власт. Што се однесува до долговите? Овај буџет ги прикажува само долговите на државата. А каде се тука долговите на фондовите, на јавните предпријатија, на општините? Само јавното предпријатие за патишта има 700 милиони евра долгови. Со законски измени ги префрливте долговите од буџетот во јавните предпријатија со цел да прикажете помал долг на државата. Општините должат енормно. Само долговите на училиштата се по неколку милиони евра во секоја општина. Долгови на локалните јавни предпријатија, на општини и така натаму. Додека оваа власт продолжува со неодговорно однесување, сепак фактот што и овој буџет ги зголеми ставките, што значат дискреционо право на владата, тоа го покажува. Договорните услуги зголемени за 26 милиони евра. Разни трансфери за 17,6 милиони евра. Буџет на влада зголемен за 1,7 милиони евра. Вкупно, оние програми што значат изградба, реконструкција на владини административни згради, плоштади, возила и економска пропаганда, тежат 60 милиони евра. Во исто време, за поддршка на мали и средни предпријатија се предвидени бедни 146.000 евра. Или ако сакате, ако се има во предвид дека Македонија има околу 70.000 мали и средни предпријатија, тоа значи 2 евра по предпријатие. Има ли некој во оваа сала кој што верува дека 146.000 евра ќе помогнат за малите и средни предпријатија? Говорите дека обезбедувате милиони евра за овие предпријатија, ама тоа е на кредит, не од буџетска поддршка. Тоа не е исто. Тоа е исто како да мешате баби и жаби. Ако е исто, еве тогаш ви предлагам. Пробајте на странските компании да им дадете кредит, а домашните поддржете ги со буџетска поддршка. Понатаму, Агенцијата за поддршка на предприемништво, предвидени 4 милиони денари. Агенција за вработување, за активни мерки за вработување, 537 милиони денари или пари колку што се потребни за изградба на еден споменик на плоштад. Од овие причини, почитувани пратеници, огромен број на граѓани, од кои за жал најголем број млади лица, престанаа да им веруваат на потемкиновите села на власта и во подрага по достоинствен живот за секогаш ја напуштија државата. Луѓето престанаа да им веруваат на шарените влаги на власта, туку го послушаја празниот стомак. Сиромаштијата расте во нашата држава. Нееднаквоста помеѓу граѓаните се зголемува. Во периодот од 2004 до 2006 година изнесувала 29,6%, во 2009 31,1%. Само 1% од населението поседуваат 30 до 40% од севкупното богатство. Кајмакот го собира врхушката на власт или луѓе блиски до неа. Околу 20% од БДП располагаат 1% од населението. Царува сиромаштија и корупција. Сиромашното население страда, а вие во фекалиите на Вардар истуривте купишта пари за врби, за галии, за фонтани, за панорамски тркала. Дали тоа беше неопходно, наместо да се инвестира во развој на економијата? Земате пари од сите граѓани, 3,2 милиарди евра, а ги распределувате така што интерес има само фамилијата на власт. Се стимулира, а не се гони криминалот и корупцијата. Агенциите кои треба да го гонат криминалот имаат минимален број на вработени луѓе. Арно, ама затоа управата за јавни приходи, која треба да ги казнува фирмите и да собира данок, има 1333 вработени.
Имавме можност да чуеме како се жалите дека Пешевски преговара провизии, дека Талески е до даска корумпиран, ама до ден денес никој ништо не презел, никој мува не го лази. И како резултат на сето ова, денес го имаме Пржинскиот договор, имаме специјален јавен обвинител, ќе имаме во скоро и нов премиер и за среќа избори на 24 април идната година. Владеачката партија на големо се подготвува за избори и прави обиди наместо демократски овие избори да бидат по нејзин рецепт. Го гледаме премиерот како со микрофонот во реверот експресно ги решава проблемите на граѓаните, како Господ ги лекува од неизлечиви болести, сечи ленти, најавува големи инвестиции проследени со агресивна медиумска кампања. Во страв, Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ панично реагираат со стари и нереални анкети за да ја продолжи 10-годишната манипулација на граѓаните на која што и доаѓа крајот. И упорно продолжува со својата досегашна политика на замајување на јавноста и лажни ветувања. Нема кампања каде што премиерот не ги најавува чебрени галиште како енергетски капацитети кои треба да ја спасат Македонија од зависноста со енергија од увоз. Безброј пати сме слушнале за туристичка зона во Охрид, жичара на Пелистер, фабрика за лепенки и гуми во Битола, текстилни фабрики со 5-6 илјади вработени никнуваат буквално пред сите избори. Меѓутоа, на сите треба да ни биде јасно. Во Македонија немаме во моментот ниту политички, ниту економски предуслови за отварање на фабрики засновани на економски критериуми. Фалбите за високото место на скалата на така наречениот doing business не значат ништо за странските инвеститори. Брзината на регистрација на фирмата паѓа во вода ако пристапот до електрична енергија, до кредити ви е на ниско ниво или пак најголемиот дел од предпријатијата имаат проблеми со ликвидноста и солвентноста. Единствен валиден адут за странските инвестиции се само кеш субвенциите кои ги давате на странците, кои откако ќе завршат, ја напуштаат државата. Со ваква политика, се повеќе пари се одлеваат во странство. Зошто не им кажете на граѓаните која странска компанија ја реинвестирала добивката во Македонија? Колку компании заминаа, а колку останаа во Република Македонија? Колкава е помошта што им ја давате? Со ваква политика можеме само да сонуваме инвестиции што ќе значат одржлив економски развој на подолг период. И овој период, притиснати однадвор, а богами и однатре, за реализација на ветеното во Пршино, владата се обидува да ја надмине кризата со секојдневни ветувања на економски напредок. Колеги пратеници, на македонските граѓани не им е повеќе потребно лажно ветување. На македонските граѓани им се потребни реални политики кои ќе значат вклучување на Македонија во евроатлантските интеграции и ќе им отворат перспектива и економски прогрес. Не ги трошете парите од буџетот, парите на граѓаните, за да ги полните джебовите на странските инвеститори кои ќе си заминат од Македонија кога ќе нема повеќе финансии за нив. Време е да признаете дека политиката која ја водевте во областа на инвестирањето на државните пари не даде резултати. Фактите говорат дека тие пари се погрешно потрешени и наместо за економски напредок, државните финанси се злоупотребија за цврстување на еден систем на владење кој ја уназади Република Македонија. Престанете да ги трошите парите на граѓаните за да ги полните джебовите на провладините медиуми, за да им сервираат розови приказни. Груевски и ВМРО ДПМНЕ не можат да го променат јавното мислење и перцепција на граѓаните со стари нереални анкети. Граѓаните имаат свое мислење, а тоа е
Збогум на лошата политика на оваа власт, социјална, образовна и здравствена. Стоп за иселувањето на младите и осиромашувањето на граѓаните. Македонија знае само едно: збогум Никола и тие околу него.